Програмот може да се користи и во малопродажба. Доколку операторот е продавач, се означува кај поставености оператори, дека е продавач, може да гледа само малопродажба или евентуално да прави излез или порачки. Секој компјутер кој работи како малопродажно место е дефиниран која продавница и која каса ќе е. Се почнува со активирај продажба. Ова се кликнува наутро, пред напочнување, после активирање на програмот. Долу се внесуваат артиклите. Може преку баркод, може преку име, може преку шифра. Еве шифра 1010. Количина е 1, овде може да се оди со Enter, за да се добие на брзина. Значи брзо се внесува, лесно се внесува. Се внесува само, значи, може да се бари и по име. Само со тастатурата. Ако е едно, а сакаме две, може од тастатурата само да кликнеме на плюсот, да зголемиме. Значи да не фаќаме глувче, да не губиме време. И еве добиваме 460 денари. И само со тастатурата на F8 се активира фискална сметка. Фискалниот принтер, тој што е дефиниран и поставен, ќе излезе фискална сметка. Веднаш се затвара фискалната сметка и не може продавачот да се врати назад и да прави било што. Пак ќе продаваме нешто друго. $125 денари. Ако сакаме да продаваме по пониска цена, може да кликнеме овде, може рабат. Ако имавме претходно дефинирани цени, можеме да ги кликнеме тие цени за тој производ, или директно да внесеме цена од 100 денари, да пишеме, например, 80, или, како што беше 100 денари, да пишеме рабат 10%. Или може да ставиме генерален рабат 10%. Значи од претходните, колку беа 120, добиваме 112. И фискална сметка се оди на нова сметка. Следно примена на малопродажбата е на чекање. Например, правиме фискална сметка, вршиме регистрација на продажбата. Сега ни доаѓа друг муштерија кој му се брза и вели треба да се продаде нешто друго, а овој се мисли нешто, муштерија, првиот, и може овде да кликнеме на садчето. Оваа сметка се става на чекање, работиме со вториот муштерија. Ова се користи успешно во угостителските дукиња, кај што имаме повеќе отворени сметки. Ево овде ќе се продаде нешто друго. Ова сметка ќе се затвори, можеме да платиме со виза, односно со кредитна картичка. Фискална. Се враќа првиот муштерија, кликнуваме горе, што е на чекање, и ја довршуваме оваа фискална сметка. Вели толку ќе земам, или не сакам од ова ништо, и можеме едноставно сметката да ја подиштиме. Во моментот на продажба, независно кој е регистриран при влезот на програмот, може да разграничиме дека продава друг, ако сакаме да имаме евиденција по продавачи. Например, овој артикл го продава не Ангел, туку продавач. Само кликнува овде на продавач и сега оваа сметка се регистрира на продавач.
може да се вади сметкопотврда на некоја фирма, на некоја фирма со дополнителен опис, и сега може да се вади сметкопотврда, и потоа ова да се затвори, дали со фискална или без фискална сметка. Се бира. Или да се вратиме назад на ова поле. Можеме да вадиме и двојна сметка. Значи, ако сакаме да имаме и ние примерок, и тој, и муштеријата. Во моментот на правење на продажбата, може да не кликнуваме долу во продажбата, туку само да правиме тест. Значи, сакаме да провериме некој производ, сифон, и дали го имаме на залиха. Го нема на залиха овој. Ајде да видиме вака. Ќе ставиме А. Овде веројатно ставено да не се гледа залиха. Инаку обично овде е прикажана и залихата. Значи има различни опции да не продавачот да не гледа залиха. Значи, еве, наоѓаме некој артикл и само проверуваме дали го имаме или го немаме. Само момент да проверувам. Ќе влезем како администратор. Во материјално во мала продажба. Еве, значи имаме залиха во магазин, во продавницата, нема ништо префрлено роба, затоа овие артикли што ги тестиравме одат во минус. Инаку, во моментот можеше да се види дали има или нема залиха и која е цената на артикол. Кога некој артикол ќе го позиционираме, можеме на И да провериме кај се наоѓа. Значи, немаме кај нас, ама имаме во магазин или во други продавници. И може да правиме порачки на тој артикол. На крајот на денот можеме да вадиме дневна реализација за таа продавница. Значи, овде ќе имаме листа на продавници, дневна реализација, еве се што е продадено денес. Ова е се пробано, пред малку го пробавме. За секоја фискална сметка има кој ја направил сметката и во колку часот е фискализирана. И имам овде сторно сметки, редовни сметки, попустите се со црвено. Сторно сметката, ако правиме сторно сметка, например, еве овој артикл, ни го враќат, треба да ставиме количина минус 1. Значи, минус количина значи сторно сметка. Не треба да мешате во иста сметка и позитивни и негативни. Најдобро е, ако го заменува овој артикл со друг, ова да направите сметка, а да пуштите друга сметка за некој друг артикл. Сега во прегледи, од дневна реализација, еве ни е сторно сметка со количина минус. И имаме колку ни вкупниот промет, 357 денари, од кои во каса ни се 237, бидејќи имаме на картичка. И ова е преглед по смени. Можеме овде дневни сметки за секој парагон блок, во колку часот е и кој промет го има. На крајот дневен финансиски извештај со нулирање, или можеме контролен да извадиме од фискалниот, или да внесеме или извадиме службени пари. Веднаш ни функционира ЕТА, значи приимот и излезот, како и КДФИ. Значи нема потреба од рачно пополнување на овие документи ако
прописно ги работиме работите. Ако сметката ја затвараме со F7, а не кликнуваме на блокче, тоа значи дека тоа е на некој начин како црно продавање. Продавање на црно. Парите нема да се, односно документот ќе направи излез од продавница, но нема да се регистрира во ЕТА и КДФИ. Ако продажбата е на блокче, тоа значи дека сме имале продажба кога компјутерот не ни бил во функција. 2020. Овие 100 денари ќе кликнеме на блокче, значи отпосле компјутерот ни е оспособен, имаме интернет, имаме струја и треба да ги внесеме тие артикли што се продадени на Paragon блок, за да може да не се раздолжи материјал на продавницата. Ги внесуваме тие артикли, можеме на едно. Значи вкупно толку имаме пари и селектираме на блокче и кликнуваме не фискална, да не оди низ фискалниот принтер, бидејќи издавани се рачни Paragon блокови. Кликнуваме нова, ама претходно означено на блокче. Значи овој промет од 850 денари ќе влегува во ЕТА, еве се наоѓа на 11.6, но во КДФИ нема да влегува, бидејќи КДФИ е само за пари од фискалниот принтер. Кога имаме продажба по различни цени од, значи овде имавме попуст, кога имаме вместо 25 денари продаваме по 22 денари, на крајот на денот треба да спроведеме корекција на цени за продажби по различни цени. Треба да имаме за магазин P1 нивелација на цена, не ова, туку нивелација на цена и спроведи корекција. Овие производи се, бидејќи се продавани по различни цени, се спроведува нивелацијата. Кога малопродажбата се користи како дисконт, практично правиме излез, во преглед ќе видиме тоа, правиме излез и цело време ја доведуваме продавницата во минус. Си правиме продажби и оди во минус. На крајот на денот, значи, имаме магазин за голема продажба и имаме продавница за дисконтна продажба. И сега, ние продаваме без да имаме влез. Продавницата оди во минус. Еве ги негативните. Доволно е на крајот на денот да кликнеме дополни минусни количини од магазин до дата 2 од М1. Значи ова е дата 2. До оваа дата се што е минусно ќе се направи документ М1, да видиме влез М1, табели магазини. Овој магазин треба да имаме излез, испратница МП. Добро. Дополни минусни количини. И автоматски се креира документот, испратница МП од претходно поставениот магазин. Сета негативна роба се зема од магазинот и се носи во продавница и автоматски се генерира ПЛТ. Значи, креирање на ПЛТ на дневно ниво. Ова веднаш се оди во ЕТА. Еве го автоматскиот ПЛТ и продавницата, колку е можно, е доведена, негативните количини се изчистени. Значи, ова е много добар пример како може да продаваме од продавница кога немаме количини. Односно да користиме за дисконтна продажба.